Семејните ручеци и вечери се вложување во иднината на вашето дете и во среќата на вашето семејство. Денес во приказна ова е аголот на нашата анализа. Заедничките обруци и готвењето дома се едни од омилените дневни рутини. Готвењето дома не е само правилна исхрана, туку тоа значи и разбирање, љубов, поврзаност. Вели за приказна Елена Бубало, фитнес инструктор, сопруга и мајка на 3 деца. Може би нема се да стигна во текот на денот, да не се однесеме во парк, да не прошетаме и курс ке се одмине, меѓутоа заедничките обруци гледаме да бидат цело време и секој ден достапни, односно применети. Сега може, нормално е дека има исклучоци, да напоменам дека нашата работа е двократна, па тука имаме нека опција за заеднички семеен ручек, меѓутоа внимаваме многу на тоа. Ние сме примерот за нашите деца. Преку готвењето и подготовка на храната се развиваат бројни способности и децата се учат на добри навики. Самото тоа што ги уклучуваме во кујната, самото тоа што им го покажуваме сировото што е во делот од храната, повторно ќе кажам, правиме конекција, ги учиме на од мали. Сега зборам, не збориме за поголемите деца, збориме за развивање на одредена моторика. Разговараме, постигнуваме како да го тоа применат и они понатака во животот, како да им стане навика, како дека на 9 години, например сега во трето оделение, дека не е ништо страшно ако сам си направиме оброк со претходно дадени дома инструкции. Пресудно е за многу работи. Нашиот живот е сега многу брз и тоа е факт и многу работи забораваме. Меѓутоа мора да застанеме понекогаш, мора да се вратиме малце на основите на семејството, готвењето, па храната генерално ни е нас главниот избор во текот на денот и многу е важно ние како ќе се однесуваме спрема незе. Важно е уште од мали нозе децата да бидат вклучени во едноставни кујнски задачи, од миење овошје до мешање состојки, вели Бубало. Ако земеме од педагошки аспект, тоа го прават и во градинките, онаму каде што имаат услови, ги добиваме тие инструкции. Еве јас како родител на 3 дечиња, двете што оделе во градинка, секогаш не било тоа напоменато и кажано. Важно е од секаков аспект, пошто сите тие работи зафатени сме, пак ќе кажам, нели тоа е она што цело време не брза. Знаете колку ќе помогне во моментот кога јас готвам и едното сакам ова да играме, сакам да ridиме сложувалка, сакам ваму, не можам да го постигнам тоа. Едната работа е само да готвам им да им дадам телефон или телевизор да гледаат, затоа што стварно го бараат во моето внимание, а мојата обврска е огромна дома. А од друга страна е балансот. Океј, јас не можам да редам со вас денеска сложувалка, меѓутоа ајде сите во кујна и сите ќе направиме некаква активност, од игра, од нешто. Нема дете на кое што ќе му дадете љупарче, како и да се вика инструментчено, да излупи морков да му е интересно. Верувате, дури и големо. Да му дадеш нож со кој што ќе го научиш внимателно убаво да сече, дека ќе му биде за анимација и уживаат во тоа. Давајќи им ги улогите дома наши, верувате дека они развиваат енормно големи способности кои што понатака ќе им помогнат во животот. Може во моментот не се видливи, меѓутоа едноставно треба да отиде утре сам на камп, треба да отиде нешто само да функционира, да остануваат дома сами. Денешното темпо на живот често им го одзема времето на семејствата. Затоа, од тука и прашањето, како се успева да се создадат моменти на заедничко готвење и ручање и покрај сите обврски. Имаше муабет да нема куќна помошничка, нема, баба е тука добра. Главното прашање што е? Ако сум јас дома и готвам и правам и сум пример, нема како они да не се. Значи, нашата на крајот од денот не е што ќе им дадеме, здраво, нездраво, што ќе сготвиме, кој колку имаме, сите си имаме различни навики во однос на тоа што ќе внесеме денеска и што ќе направиме. Нашата присутност. Ние можеме до утре да зборуваме како тоа треба да биде и како на детето треба нешто да му дадеме. Се е џабе ако ние во домот не сме присутни. Самата присутност во домот, приоритетите кои ни се на нас, се темелат понатака да ги направиме работите. Без разлика дали е исхрана, дали е вежбање, дали е шетање, дали е возење велосипед, па така и со исхраната. Ако јас имам во часови дома кои што ќе ги поминам, и ако ние имаме дома култура и навика да јадеме дома, е многу е полесно тоа да му го пренесеш на некого. Ти не можеш да го пренесеш тоа со сила, да ги научиш, ако тебе тоа не ти е практика како семејство и не го правиш
обидувам, до утре можеме, нели, не да се лажеме, меѓутоа да кажуваме начини, правила, да читаме книги, се е џабе, ако ние не сме нашле сати во денот, кои што ги поминеме дома во кујна. Чим јас го поминувам времето таму, многу е полесно нив да ги уклучам. Се друго е џабе. А тоа е после лесно, они сакаат, они се едни такви книги кога ќе ги отвориш и се љубопитни, се сакаат да само ти треба да имаш нерви на сите нивни прашања, да си сталожен, да одговориш, да сакаш и ти да ги научиш, макар да тебе ти е тоа и 10 пати да ти е досадно. Некогаш беше нормално цело семејство да се собира околу шпорето. Денес, поради брзиот ритам кој скоро сите го имаме, забораваме колку многу љубов и учење се случува во кујната. Готвењето е ритуал кој ги поврзува генерациите, ги учи децата на вредности, а и создава спомени што се паметат цел живот. Готвењето заедно со децата често го доживуваме како симпатична активност или начин да ги научиме на основите на здравата исхрана. Децата што редовно готват со родителите развиваат поодржливи прехранбени навики, повисоко чувство на самопочит и помалку се склони кон непромислено однесување. Храната како неизоставен дел на еден живот, па и на нашиот живот и на децата на живот, треба да им се представи на малите деца. Едноставно тие треба да научат за храната, како што учат за се друго во процесот на растење. Допирот со храна, колку е во пораната возраст, толку е поголемо времето и можноста да се градат правилните прехранбени навики. Бидејќи детето не знае која храна за што е, и најдобро би било да почне преку вклучувањето на процесот на припремата храна, прво да осознае дека тоа е нешто кое што треба да го внесува како храна, што значи дека не постои одредено време кога е најдобро, затоа што децата во прв момент, прво сензорно, ќе бараат да ја осетат храната и на тој начин може би уште при околу првата година би било најдобро да се искористи рефлексот на ставање на во уста на она што го држат, што значи дека може да се вклучи веднаш после првата година, се разбира не со некои техники на механичко ракување, но барем со присуство во текот на процесот на храната може да учествува. Понатаму многу е важно постепено да се вклучува во некои мали механички преместувања, како полнење на тањирот, вештина на држење на лажица, преместување на храната, добивање од проста причина што на тој начин детето веднаш осознава всушност што е храна и понатаму како основа што треба да прави со храната. Со вклучување на децата во процесот на готвење им укажувате на тоа дека е многу поважно да јадат здрава и домашна отколку брза храна. Според Американската академија за педијатрија, децата кои јадат заедно со семејството најмалку 3 пати неделно имаат 24% поголеми шанси за здрави навики во исхраната и 12% помала веројатност за прекумерна тежина. Малите деца учат преку играње, допирање, дегустација и манипулирање со светот околу нив. Готвењето е одличен начин децата да ги искористат сите сетила одеднаш. Без разлика на возраста на детето, да бидат вклучени во различни активности што дома ги прават во врска со готвењето. Да мешаат, да сецкаат, да им дозволат да бидат креативни не само на девојчињата, туку и на момчињата, заради тоа што од наше искуство во училиште сме виделе дека многу креативни знаат да бидат момчињата во однос на декорација, во однос на спремање на работите, да бидат прецизни, значи без разлика на членовите на семејството, треба да ги вклучуваат сите членови во семејството. Децата уживаат додека подготвуваат храна. За нив тоа представува посебен начин на игра во која учествуваат заедно со родителите.
Тие сечкаат, ги мешаат со стојките и чувствуваат задоволство што помагаат и учествуваат во подготвувањето на оброк. Готвењето самото по себе, ако го прават децата со своите родители, им помагаат на родителите со тоа и самата самодоверба и самопочит им расте со самата слика која ќе ја видат дека направиле нешто заедно со нив, дека подготвиле нешто и биле корисни во домот, како и тука во училиште. Кога сме имале часови по готвење, значи самите деца со својата креативност, со тоа што слободно се изразуваат, им расте и самодовербата, а и се развиваат на емоционален дел. Следењето и мерењето на состојките според рецепт е потешко отколку што мислите. Ние знаеме дека во училна имаат некои правила, додека кога одиме во кујна и таму е всушност училница, меѓутоа нема некои правила и децата се послободни. Овде го изучуваат, например, математиката изучуваат тука, јазикот го изучуваат, исто така хемијата изучуваат, например, овде учиме како да се мери, како да се подели. Со јазикот исто така споделуваме рецепти од различни јазици, например, јас како професор по германски, значи рецептите ги учиме на германски, англиски, турски, македонски, така натака. Исто така, хемиски реакции, например, брашно со квасец, например, гледаме хемиска реакција или брашно со пeciво и така децата изучуваат, например, многу повеќе отколку што можеме да изучиме во училна, кај што има некое правило. Овде децата, значи, се покреативни, повеќе се изразуваат со... Значи, за храната нема потреба за јазик. Уствари, храната е јазик без борење. Децата можат да имаат многу придобивки од користењето рецепти за готвење, како што се читање со разбирање и математички вештини. Внесувањето во кујната, мислам дека најдобро е после 3 годишна возраст, ако веќе ги имаат совладано, а треба да ги имаат совладано техниките на хранење, сами да се хранат и да оперираат со приборот на храна, тогаш веќе може да учествуваат во техники на подготовка на храна каде што нема вклучена грејно тело. Значи, тука би било подготвување на свежа храна, салати, сервирање. На тој начин децата ќе осознаваат и како со приборот, комбинирањето на храната. Значи, од тука се почнува на таа возраст, а во оперирањето на храната, каде што би можело да се учи веќе и за грејното тело и за термичката обработка на храна, може веќе во 5-та, 6-та година да биде во присуство на децата, но секако под надзор на родителите, доколку во кујната се обезбеди кујната да нема опасност од грејното тело и од остри предмети, операциите на подготвување на храна може да започнат за дете веќе над 3 години. На возраст од 3 до 6 години децата можат да мијат овошје и зеленчук, да сервираат, да раскреваат од трпезариската маса, да ви асистираат додека подготвувате храна, да додаваат намирници, да ги мешаат состојките во садот, да прават различни форми од тесто. Децата од 6 до 9 години можат да ви помогнат со читање на рецептот, можат да ви напишат список со потребни намирници, да лупат овошје и зеленчук или да матат состојки со електричен миксер. Кој беше вашиот прв рецепт кој што го подготвивте и какви беа реакциите по подготвувањето? Прв рецепт снимачки рецепт? Не, воопшто. Не знам, не ми текна кој го прв рецепт, веројатно тоа е еден процес од фейдинг што се претвара за да ми преиде во навика и професија и така натаму. Али првиот снимачки рецепт го памтам, да го снимавме од сабајле од 8 до 3 по полноќ. И дали бевте задоволен од крајниот резултат? Бев преморен, не бев задоволен, поинаку мисля дека многу полесно е сето тоа. Многу време изгубено, многу материјал, можda знаеш ти колку е тоа материјал снимачки, а на крај продуктот не беше нешто добар, али бевме пресреќни пошто имавме нешто.
Која храна ја препознавате како храна на вашето детство? Не можам да одвојам нешто такво, знаеш, нешто да ме враќа толку назад. Што знам, сакам овие наши месеници, ја што ги викам, пити, обожавам, ги избегнувам, меѓутоа ги обожавам. Дали кај вас дома готвеа и дали тоа влијаеше, ако готвеа, влијаеше во вашата одлука да се занимавате со готвењето како професија? Дефинитивно. Мајка ми и татко ми двајца се многу добри готвачи. Секој си фаќа од една гранка, мајка ми поише по оние кифлички, домашни манџи, сарми, пример најбољи у свет сарма што постои. Ја прави она. Татко ми поише со месо, сака да си игра, знаеш, такви скари, не знам, slow cook јадење и сето тоа веројатно сум го гледал, сум растел и ми е внесено ета да го посекам да го работам денес. Ама студиравте право Да. и не отидовте во правото понатаму? Знаеш, тоа беше оној момент кога ти се пренесува муабетот од баба, дедо, татко, мајка, као учи синко нешто, знаеш, да не работиш, текно на заврши некоја школа. Ја и денеска сите ги советувам дека школата е многу битно, барем мене било многу битно, бидејќи ќе те научи да учиш. У животот е проблем да научиш да учиш. Ако научиш да учиш, се можеш да научиш и да сакаш да научиш. Ако сакаш да научиш, знаеш да научиш, немаш проблем. И школата, да, го завршив, правен факултет, дипломирав, магистрирав, поработев, да бидам искрен, 6 месеци во браншата, во една банка работев во правна служба, ама не ме завлече мене тоа некако, што немав некој драж, не се случи ништо посебно кај мене, за да ме завлече да продолжам во таа насока. Како реагира дома кога им откривте дека готвењето ќе биде новата професионална упредба? Па не беше сјајно тоа. Имаше многу негодувања, татко ми се наѓети дури не зборевме долго време. Не зборевме, се љутеше, комуницираме, меѓутоа ете. Не му беше седно, се додека не почнав некако да заработувам. Што кај мене се случи релативно брзо. Не знам, едноставно ја многу верувам и стално тоа го повторувам дека за сего животот треба да имаш и малку среќа. Не е само да си у нешто добар и да се трудиш, мора да те гребне малку среќа за ете нештата трнат, мал ветер у грб што се вика, или некој да ти помогне, ти подаде рака и така натаму. Кај мене тоа, фала му на Господ, се случи доста брзо и едноставно ми поидува работите од рака. Буквално што и да намислев, да почнев да работам на него, се вложувам, се давам во проектите и едноставно станува успешно секој проект. Како реагираат родителите од сегашна перспектива? Сега више не се мешаат, не ме ни прашуваат, да бидам искрен. Буквално нацитираме, не добивам прашања, што правиш сега, кај одиш, што е, како е. Едноставно, они више се навикнаа на тоа што го правам и немам дополнителни прашања. Рековте дека готвеле, кои вештини еве како кулинарски вештини ги превземавте од нив и ги надградивте во меѓувреме? Па не го направив тоа баш така. Значи не дека нешто ја земав и тоа дека они ме поттикнаа со некое јадење да јас навлезам. Ова буквално кај мене се случи случајно. Едноставно ги гледав оние, читав многу книги за странски готвачи, ми се свиеше тој лајфстайл на мене. Лајфстайлот на готвачите. И потоа имав шанса додека студирав, патував често у Страсбург, завршив подипломски студии. Тоа беше joint degree програма на нашиот правен факултет со факултетот за интелектуална сопственост во Страсбург. И имавме многу патувања на таа релација. Па што до таму, близко беа некои други градови, па имав шанса да влезам во некој ресторан и кога го видов таа енергија што е внатре во рестораните, значи како тоа се случува и тој е да кажам стрес, тоа е стрес. Меѓутоа зависен стануваш од тоа. Значи тоа е магија, интересно е многу, тешко е, меѓутоа си зависен дека ти се свестиш дека е тешко, ти више си влегол длабокот. На што се радувате повеќе кога приготвувате, на процесот на приготвување или на резултатот? Јас секогаш верувам во патот. Значи не верувам дека треба стигнеме, треба да уживаме во патот дека одиме кон некоја цел. Ако се погоди патот да е убав
и целта да е прекрасна, тоа би идеална комбинација. Ми се случувало да е патот тежок, а целта да е прекрасна, ми се случувало да е патот лесен, а целта да не ме импресионира, за рецепти. Меѓутоа тога не може се да биде успешно. Чак помал дел од работите ми се помал процент ми се успешни отколку неуспешни отколку успешни. Значи помал процент од работите ми излегли успешно отколку неуспешно. Така да мислам дека нема лошо да се сгреши човек, не е воопшто тоа лошо, не е погрешно, чак има еден готвач вели ќе бидеш добар колку мене ако направиш грешки колку што направив јас. Многу готвачи се обидуваат заедно со децата да готват заедно. Колку вие го практикувате ова? Колку сакате низ таа заедничка дружба да споделите, да го екипирате семејството? Максим сака и готвиме само кога он сака. Јас не го притискам, бидејќи не ќе да му наметнам дека треба он да готви, не треба ништо у принцип. У животот треба да умреме само и тоа е тоа. Ако сака да готви, да, ако ме праша нешто да направиме, нема проблем, стануваме и правиме. Инаку со сила не или да му наметам нешто, тоа не го правам. Кои се најчестите македонски јадења кои што сакате да ги приготвувате, особено за гости кои што се од странство? И дали ги модификувате при тоа? Имам приготвено скоро се што постои од наша кујна. Нашите јадења се во принцип споро готвени. Вообичаено е тоа некако плек со месо или безмесен рецепт. Се става во рерна и толку е готвењето. Немаме ние некои техники, иако нашата кујна, како сум читал во минато и сум истражал, доста потсеќа на француската кујна во техниката. Мислам дека база е француската кујна и веројатно тоа се случило во минатото со оние трговци кои што носеле рецепти изачени со себе и нормално голема улога има турската кујна во нашата гастрономија. Фактички македонската кујна е микс од кујни техники. Значи секде кога навлезеш во една техника, да речеме онаа запаршка, тоа е класична француска техника. Ние ја викаме запаршка, оние ја викаат ру, различно. Значи тоа е припрема за бешамел сос. И тука нема ништо лошо, нема ништо погрешно. Меѓутоа омилено ме прашавте омилено јадење за приготвување, можеби риба. Пошто со рибата можеш највише си играш, има своја специфика. Она наша пастрамка украинска ретко има, чак и мислам дека одредени делови од годината е забранета низ олов, али е превкусна и е буквално македонски лосос. Кои работи ве сакате да ги пренесете кога семејствата се собираат или кога се празнува или кога се вечера? Колку самиот храната на некој начин има обединувачка моќ? Дефинитивно, да, обично таа трпеза се случува кај мајка ми и татко ми дома и тоа се готви цел ден пред да се седне. За храната не зборуваме кога се собираме тие ручеци. У принцип гледаме да пофалиме она што не е добро го премолчиме, бидејќи многу време потрошено и не сме таму за да судиме. Муабетот е да се видиме повеќе ние, да си кажеме кој како му поминала неделата или месецот, што биле хайлайтс у таа недела или месец, а храната не е само пропратно една причина за да се собереме на една маса сите. Во принцип, гастрономијата треба да биде едно елоцирање на спомени, значи да биде искуство. Секој седнување во ресторан треба да им биде искуство. Ние не седнуваме за да јадеме, ние не сме гладни. Не дај Боже да бидеме гладни. Значи, ние одиме во кафена да се видиме со некој, да седнеме, да пробаме нешто ново, да искусиме нешто различно. Мал процент од луѓето ова го прават на овој начин, јас го правам така, меѓутоа јас мислам дека така би требало да биде. Пошто излегувањето во ресторан, лаунж бар или хедонизам, треба и така се однесуваме и да го уживаме фактички тој момент. Навистина оваа активност е многу интересна и создава многу силни безбедни врски помеѓу децата и возрастните. Многу често ја активираме во градинките, а исто така апелираме и во семејството да биде колку е можно поприсутна. Во емоционалниот дел кај децата делува многу силно, исто така го развива и социјалниот аспект и делува
прекрасно на менталното здравје кај дечињата. Секако да, тука се зголемува самодовербата кај децата, им се дава на важност дека тие навистина знаат како треба да се однесуваат со зеленчукот, со овошјето и така натаму. Исто така тука се изразени сетилата, мирисот, допирот, па најубаво и најинтересно кога и дечињата ќе го вкусат. Многу им помагаат и многу е интересно тоа што повеќето дечиња сакаат да се вклучуваат во овие активности. Најверојатно тоа го прават и дома родителите и паралелно детската градинка, за да може оваа активност да донесе и плод кај децата и да се развиваат уште подобро во кулинарството. Многу е интересно да се говори на оваа тема заради тоа што има дечиња што доаѓаат во градинка кои што воопшто немаат вкусен на одреден оброк, манџа или слично. Гледајќи еден од друг, тие започнуваат самостојно да јадат. И многу е интересно што родителот ќе праша дали јадеше денеска грашак моето детенце и кога ќе кажеме да, јадеше, навистина се изненадени и затоа овој дел на хранење, односно оброкот што го примаат децата во градинка, многу добро влијае и во социјалниот аспект, во дружелюбивоста и така натаму, и децата тука развиваат една заедничка социјална кохезија. Многу се зајакнува врската помеѓу дете и возрасен, дали помеѓу воспитувач или родител. Децата добиваат поголема сигурност кон својот родител, довербата ја градат и така натаму. Чувствуваат едноставно некоја самосталност која што им ја храни нивната самодоверба и ги води низ патот кон возрасните. Па искрено би им препорачала на сите родители спонтано да ги вклучуваат децата во овој вид на активност, заради тоа што е многу интересна, создава силни врски, како што напоменав, и можат малку да се го улеснат времето поминато дома, вклучувајќи ги во овој вид на активности. Да, тоа е точно. Децата што подготвуваат и јадат заедно со семејството, стекнуваат подобри навики за здраве исхрана и здрав живот. Понатаму во животот тие навики ги усвојуваат при учењето и наготвењето и заедничкиот оброк, делењето со семејството, учат и сензорни вештини, например чувствуваат каква е храната, текстурата на храната, ја фаќаат, ја мирисаат и потоа ја вкусуваат. И тоа е точно. Децата кои што јадат и готват со семејството е докажано дека имаат помала body mass index. Некаде 3 пати неделно е потребно да се појадува со семејството за да се стекнат овие здрави начини и вештини на исхрана. Во процесот на приготовка на храната, децата може да бидат вклучени уште од најмала возраст, секако под надзор и внимавање на родителите, да речеме некаде на возраст од 2 години, може да се научат да измијат некој овошје, краставица, зеленчук, со тоа развиваат моторни вештини, понатаму на возраст некаде од 5 до 8 години можат да учествуваат во логично следење на настаните во готвењето. Например, ако се подготвува некакво пeciво, кифлица, може да измерат одредена количина на брашно, потоа да го проследат логично како ќе оди месењето и така натаму, но тоа се учат и во тимска работа, а понатаму од 8 до 12 годишна возраст при самата предготвена на храна и делењето на обврските во семејството се учат на самосталност понатаму. Важно е, во кујната можат многу работи да се научат, односно во приготвувањето на храната. Да речеме, може да се научи математика, да се брои колку од продуктите ни се потребни. Може при следењето на рецептите да се научат и бројките и буквите, да се вежба македонскиот јазик. Може да се научат како храната се однесува на одредени температури, да речеме спанакот се намалува, се собира при готвењето. Така да тие се некои вештини што треба да ги научат, и се самото прифаќање на храната и делењето на оброкот со семејството, тие помалку ќе бидат веројатно да посакат и да посегнат кон брза храна,
учат колкава треба да биде порцијата, што треба да содржи на незе и потоа како да ги поделат оброците во денот. Добра основа секогаш е семејството, како и за сите навики и воспитувањето на децата. Основа поставуваат родителите, кога се нуваат на една маса да ручаат во, да речеме, еден семен ручек, неделен ручек. Тие се тие што одредуваат што детето ќе јаде, односно квалитетот на намирниците, редоследот на исхраната, а детето е тоа што преферира одреден вкус или кажува колку му е доволно. Препораките велат дека кога ќе се руча заедно, нели, семејството, не треба да се форсира децата да се изедат оброците до крајот на оброците, бидејќи така им правиме пресија. Треба да се научат да го контролираат својот оброк, да бидат седнати на маса, да се разговара, да не се користат екрани, телевизори, за да се развијат и оние моторни и оние социјални вештини при оброкот, што се многу битни како хармонија во семејството. Во тој еден семен ручек или вечера да се понудат повеќе избори на храна. Доволно и сосема е коректно да се понуди локална храна, традиционална, секоја култура различна јаде. Значи се понудува кај нас во Македонија прво некаква салата, па потоа некаква супа, па главен оброк и дури на крајот десертот. Семејните ручеци и семејните вечери се повеќе од споделување оброк. Тие се можност за зајакнување на односите, за подобрување на психичката благосостојба кај децата и за создавање трајни спомени. Експертите сметаат дека готвењето е многу повеќе од само приготвување на храна за семејството. Ова активност длабоко влијае врз емоционалниот свет на детето, и тоа на начин што според нив често е поефикасен и од училишниот курикулум или традиционалните педагошки методи. Постојат и научни истражувања кои што се базираат на семејните студии. Тука ќе ги вклучиме и децата, дека вклучувањето на целото семејство во подготвувањето на храната дава многу различни резултати од семејства кои што учествувале во студијата, кои ја немале таа навика на подготвување и на конзумирање на семени. Прво, тука се градат одговорностите на тоа кој дел од семејниот оброк е чива задача и тоа понатамо е навистина една добра основа. Второ, исхраната. Неколку пати сум повторила и секогаш повторувам. Има повеќе аспекти. Значи има социјален аспект, има психолошки аспект, односот посебно на децата и на семејството кон храната и секогаш разновидната исхрана ја среќаваме кај деца кои што практикувале семејни оброци дури за 40% повеќе отколку кај семејства кои што не практикувале заедничка припрема на храната и конзумирање. Квалитетот на храната во домашно подготвената храна во која што учествувало секое семејство е секогаш поквалитетна и во однос на разновидноста, но и во однос на начинот на припремата. Тука даваме шанса на детето да научи дека е потребно да се јаде свежа храна, дека е потребно да се јаде течна храна, односно конзумирање на супи, начините на подготовка на храна, да укажеме на целото семејство, храната е најдобро да се пече, да се динста и така натаму. Значи, тоа веќе е еден покомплексен сет од операции кои се многу важни. Во денешниот брз свет, наоѓањето време за поврзување со семејството станува се потешко. Меѓу обврските на работа и училишните активности, квалитетното семено време често паѓа во втор план. Но постои една едноставна навика која може да направи голема разлика – заедничките семени ручеци и вечери. Приготвувањето на храна во домашни услови не мора да бара време, но бара добра организација. Што значи треба однапред да биде испланирана храната, да биде полуподготвена или јадења кои што дозволуваат да бидат подготвени во смисол на појадок, во смисол да биде речиси се полуподготвено, па кога се стасува дома целото семејство, да се направи само една салата, да се подгрее спременото или да се доврши,
Што значи дека ако се има волја и желба, постојат и начини и техники. Сега впрочем имаме и разни помагала кои што сме ги немале порано, кои што може да ни овозможат здраво приготвување на храната за кратко време, а сепак тоа да биде конзумирано свежо и веднаш по правењето. Оправдувања за тоа дека се нема време поврзано со спремањето на оброците, денес на вистина не се согласувам и апелирам дека потребно е само да се одвои во недела, например, половина час да се испланира менито за наредната недела, да се изврши набавка, таа да се организира и да се направи едноставно добра подготовка која само 20 до 30 минути ќе одземе, а ќе имаме свеж, здрав и убаво припремен оброк. Семејните ручеци или вечери го градат и го јакнат семејниот идентитет и чувството на припадност во семејството. Овозможуваат членовите на семејството да се чувствуваат добро, сигурно и сакано во својата примарна средина. Тие како ритуали имаат извонредна моќ да ги зближат членовите на семејството доколку умешно и со многу љубов се практикуваат. Во текот на еден оброк, сите се на една иста маса, без да им се одвлекува вниманието на децата, без телефони, без телевизор. Потесниот круг на семејството е седнат на маса и може да ги сподели своите доживувања во текот на денот, своите лоши моменти и убави моменти од текот на денот. Тука се развива комуникацијата повеќе и никогаш сметам дека многу е погрешно додека сме сите заедно без разлика тоа што е време за ручек, да им кажеме на децата да ги стопираме, да им речеме немојте да зборувате сега е време за ручек. Мислам дека тоа не е во ред заради тоа што можеби тогаш баш таа самата средина кога не гледаат дека сме сите заедно се чувствуваат послободни да се изразат и да ни кажат нешто што ги мачи во текот на денот. Семејството игра многу голема улога во ваквите собирање, да кажеме, со децата, затоа што ова е некој чин на собирање и представува како некоја мрежа, затоа што децата тука се чувствуваат многу сигурно. Значи, ако одвоиме малце време, да кажеме саат-два со децата, значи со исклучување на телевизија, на телефон, значи ние сме 100% дадени на децава, значи ги слушуваме како им поминал денот, дали имале некој проблем. Исто така во кујна кога сум, например, јас сум мајка на 2 деца, кога сме во кујна, значи ги оставам скроз самите да бидат креативни, се опуштаат, значи поотворени се децата, значи имам приметено дека деца кога се во кујна се немаат толку анксиозност, не се толку депресивни, значи едноставно се опуштаат и си ги кажуваат своите проблеми на подруг начин. Истражувањата покажуваат дека редовните семејни вечери се поврзани со подобро ментално здравје, посилни семејни врски и поголем академски успех кај децата. Самото тоа што сме заедно со децата, самото тоа што тој ритуал го правиме почесто, да речеме, во текот на неделата го правиме 2 до 3 пати во неделата или во текот на денот барем еднаш да седнеме со семејството. Значи, тогаш самата таа комуникација, како што претходно споменавме, самата таа рутина што ќе ја воведеме ние во нашето семејство, не им дозволува на децата да се чувствуваат осамени и да паднат под таа депресија. Според едно истражување од 2023 година, тинеџерите кои редовно вечераат со семејството имаат пониски нивоа на анксиозност и депресија, а 68% од нив се чувствуваат поблиски со родителите. Детето е вклучено во сите работи што родителите ги прават дома. Не само да играат, значи тоа може да биде и со готвењето случај. Значи, кога приготвувате нешто, сега зависи од возраста на самото дете. Можете да го вклучите во приготвување, може да го вклучите во сецкање, може да се вклучи и во декорација заради тоа што има деца што повеќе сакаат да изразат својата креативност преку декорирање, а некои
во поголема возраст може и да сецкат, може и да ја постават масата. Покрај храната, заедничките семени оброци создаваат простор за разговор, каде што сите можат да раскажуваат, да се смеат и да се слушаат меѓусебно. Тоа влијае на подобрување на довербата и комуникацијските вештини. Во свет каде што екраните доминираат, овие моменти се ретка можност за вистинско поврзување. Децата кога готват учат кроз игра. Наместени на една маса каде што ние одржуваме час, они гледаат и од другите ученици кој како работи, кој што изработува, повеќе креативни стануваат во тој поглед и како надпреварувачки дух имаат меѓу себе. Семејните ритуали се повеќе од обичаи, тие се дел од нашиот идентитет и покрај времето и промените тие остануваат светлина што го води секое семејство низ животот. Довидување до следната приказна.